Под падините на планината Плачковица, во атарот на село Видовиште, на местноста викана Магила, во неделата се одржа втората поред иселеничка средба на македонците во странство. Иницијативата за спроведување на средбата е идеја на Сашко Златков и останатите жители од селото кои живеат и работат надвор од државата. Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев истакна дека настанот ќе прерасне во традиционален, кој би се одржувал на почетокот на месец август секоја наредна година. Лани за прв пат го одржавме овој настан. Оваа година гледам дека бројот на гости и посетители како од Македонија, така и од странство е поголем. Негувајќи го македонскиот фолклор, на еден начин ние негуваме македонската култура, традиција. Се надевам дека од година во година овој настан ќе го растеме и негуваме. Целта беше да ги собереме нашите луѓе, пошто знаеме годините наназад многу наши луѓе се иселија во диаспората, во многу европски и прекуокеански земји, така да целта ни беше, обично во август месец се собираат луѓето, сите кои што се враќаат кај своите роднини и своите домови, и целта ни беше да се собереме, да го прославиме тоа, да биде едно видување на веселба. Лани за прв пат се обидовме да ја направиме оваа манифестација и за наша среќа излезе се во најдобар ред. Луѓето и тие што не беа посакаа да присуствуваат оваа година, да го почувствуваат тоа директно на лице место и беа поканети наши роднини и пријатели, така да им благодариме на сите присутни денеска што заедно ќе го прославиме овој убав настан. Присутните ги забавуваше естрадниот уметник Владко Миладиновски и неговиот бенд Интермецо. Овде има искрена веселба, искрена атмосфера, искрени емоции и секогаш сум расположен да присуствувам на вакви манифестации. Се видов со многу луѓе со кои што се гледаме и дружиме и соработуваме низ цела Европа, па и подалеку. И убаво е на летото кога Македонија е преполна со македонци баш тука. Општина Зрновци и во иднина ќе се залага и ќе биде покровител на вакви и слични манифестации, кои имаат заеднички интерес за доброто на сите граѓани и на сите иселеници.